Ми представува голема чест што денеска, заедно со министрите, во чија надлежност се економските ресори, се среќаваме со представниците на работниците во нашата земја, Сојузот на синдикатите на Македонија. Тука сме за да ги увериме дека владата продолжува да ги негува принципите на праведност, партнерство и инклузивност, вложувајќи во работниците кои се движечка сила на нашата економија. Се стремиме кон иста цел, да реализираме минимална плата од 20.000 денари, со што го остваруваме и барањето на синдикатите за минимална плата која е речиси 60% од просечната плата, а просечна нето плата очекуваме да порасне до 34.000 денари, сето тоа во следниот 4 годишен мандат. Социјалната сигурност за сите наши граѓани не е од исклучителна важност. За неа ќе се бориме преку стабилизирање на фондот за пензиско и инвалидско осигурување, кој ќе гарантира редовна и одржлива исплата на пензиите. Воведуваме можност и за предвремено пензионирање до максимум 5 години пред остварувањето на правото на пензија. Не ги забораваме, ниту пак ранливите категории. Ќе воведеме државна социјална пензија за секое лице над 65 години кое во последните 20 години живеело на територијата на нашата држава и не ги остварува условите за старосна пензија. Исто така ќе овозможиме повозрастното земјоделско население со стаж од 15 години, со старост од 64 години, да биде корисник на пензија и неколку други флексибилни методи на пензионирање пред се на граѓаните кои што реално се повредени при работа, имат своји пречки докато завршат работниот век и слично. Ја користам оваа прилика да ве уверам дека сме целосно посветени на заштита на правата на работниците. Со новиот закон за работни односи, кој што ќе ги содржи сите европски и светски тенденции во работно-правните односи на нашите работници во Република Северна Македонија. Договорите за вработување на определено време ќе бидат само во исклучителни случаеви, во објективни услови и ќе се потрудиме со промена на законот да бидат во трајање од 1 година и не повеќе од тоа. На патот до праведното општество посветено работиме на заштита и унапредување на правата на жените работнички. Тоа секако ќе го оствариме преку гарантирано враќање на истото работно место после породилното отсуство и задржување на истото во наредната година. Ќе овозможиме и заедничко користење на родителското отсуство на двајцата родители за првите 1 до 3 месеци, а по истекот на тие месеци мајката или таткото продолжуваат до крајот на породилното отсуство. Во време на пандемијата со COVID-19, како одговорна влада, ги превземаме сите потребни мерки за да ги заштитиме сите наши работници и нивните работни места со создавање безбедни услови за работа во компаниите преку дополнителни заштитни протоколи, како и преку мерките за заштита на работниците и нивните плати. Нашата грижа за работниците и владењето на работничките права продолжува со уште построга, темелна и редовна контрола на работното време. Недела ќе биде неработен ден за сите кои сакаат да бидат со своите семејства, а ќе обезбедиме и целосно остварување на правото на годишен одмор. Со оваа средба, уште еднаш ја потврдуваме нашата силна волја да бидеме вистински социјален партнер на сите прогресивни чинители во нашата држава и да вложуваме во човечкиот капитал. Следува работен состанок помеѓу мене и економските министри од владата и раководството на Сојузот на синдикатите на Македонија, на кој што состанок верувам дека за почеток ќе направиме убав мечинг и ќе постигнеме убави напредни договори. Свесни сме сите дека за дел од договорите треба да очекуваме да помине ковид кризата, заради тоа што сме на вистина во специфична состојба и ние, цела Европа и целиот свет, но едно јасно. Работниците ја носат додадената вредност на севкупниот економски напредок во нашата земја. Ке сториме се, тие да бидат срекни, да имат повисок економски стандард, да бидат сочувани, гарантирани и обезбедени нивните работни места, да има мобилност на работната сила, комплетно, но потенцирам за работниците, не за неработниците. Затоа испраќам порака да работиме, за да можеме честно да живееме со сработеност на нашиот труд. Како левичарска влада ќе направиме се за работниците, секако осигурувајќи и компаниите во нивната одржливост, затоа што, како што рече и претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, таму се работните места на македонските граѓани и таму очекуваме
тие да бидат унапредени, усовршени, да растат во платата, како и во модернизацијата на нивното работење. Така да верувам дека уште денеска ќе утврдиме и први мерки за следните пакети, кои што треба да ги развиеме за заштита на работниците и работните места, а ја користам приликата и да информирам дека денеска на штабот донесовме одлука со препорака до владата за среда, да сите што се на породилно боледување секако останат на породилно боледување, сите што им завршува породилното боледување до крајот на годината да биде продолжено породилното боледување, а согласно тоа Министерството за труд и социјална политика да исплати пари према Фондот за здравство за да може да се исплати тоа породилно боледување.